Благодарам. Значи, ова се сериозни средства за мали општини или општини што немаат доволно средства за да направат што повеќе локални патишта во својата општина. Иако ние сме опозиција, еве сакаме да покажеме доблес, да побараме и ние средства за општината, и тоа не го правиме конкретно со кои улици, туку оние места каде што веќе општината има готови проекти, веднаш да има шанси тие средства да ги искористи. Зашто го кажам ова? Слушнав неколку репликанти, односно луѓе што дебатираат тука за претходни амандмани, каде што велат дека нема можност преку Министерството за транспорт да се обезбедат средства. Не има. Има можност и преку својата програма Министерството за транспорт и врски има можност да гради локални патишта. Тоа да го направи заедно со општината, се разбира доколку има спремни проекти. Овие средства, јас нема само да ги побарам за Ѓорче Петров, ова го ветив и јас и на првиот мој говор тука во собрание, дека ќе побарам средства за целата изборна единица 2. Тоа и се случува и со наредните амандмани, се надевам дека ќе стигнат сите да може да ги разговараме. Ова се средства за оние локални мали улички каде што општината веднаш може да распише тендер и да ги заврши, и не ни треба нов буџет за ова. Затоа ги заврши и не ни треба нов буџет за ова. Затоа мислам дека не е коректно да се одбие овој амандман. Има простор Министерството за финансии да додели нови средства на Министерството за транспорт и врски, додека пак ако има и доволно буџет во самото министерство да направи ребаланс во самите ставки за овие средства да се обезбедат, бидејќи не е огромна сумата. Но мислам дека е добро кога директно Министерството за финансии државата не помага, поготово за вакви мали проекти во општините, иако не е само преку Министерството за транспорт и врски, тоа може да го прави преку Министерството за земјоделие. Тамо во рурален развој исто така има можност за некои локални патишта во руралниот дел да се аплицира, го и Љупче до мене каде што многу такви улички и рурални патишта ги реализирал. Затоа ве замолувам таа капитална ставка во Министерството за транспорт и врски да се зголеми. На овие општини навистина имаат потреба од вакви проекти. Впрочем, јас како министер обезбедив за 2 улици во Ѓорче Петров, потоа во поплавите се обезбеди и плюс средства преку јавното претпријатие за државни патишта за 33 нови улици, каде што дел се направија, дел потоа ги продолжи сегашната власт, но не знам до каде се стигнати, и се обезбедуваат и други средства преку Министерството за транспорт и врски за други проекти како што се канализации, водоводи, инфраструктура и така натаму. Има и дополнителна програма преку јавното претпријатие за државни патишта каде што преку кредитирање може да се аплицира за одредени локални патишта. Така да можност има, желбата ли има. Тоа е најважното нешто. Затоа се надевам дека еве барем во буџетот, министре, ќе размислувате оваа ставка на Министерството за транспорт и врски, но и во другите институции каде што има можност да се направи, односно да се зголемат овие суми. Впрочем, едни од најдобрите проекти, што ќе го кажам јас и на валата на ВМРО ДПМН, се оние локални патишта што се направија преку 800. Тоа е добро за секој еден граѓанин, независно од која партија се. Навистина е добар проектот, јас слушам неколку години дека ова ќе продолжи, но тоа е селективно. Нема доволен број на улици, поготово во градот Скопје, но еве слушам и на секаде низ Македонија, и да им помогнеме на општините. Затоа размислувајте и за вие за развојни програми, па и дури со кредитирање од меѓународни институции да се обезбедат средства да им се помогне на општините. Едноставно мора. Бидејќи ги знаете алтернативите како они имаат средства, како се полни буџетот на тие општини, и единствено некој да помогне сте вие, Министерството за финансии преку оние подпрограми што ги имаат, се разбира, другите институции. Се надевам дека овој амандман и наредните амандмани што ќе ги разговараме поготово за мојата изборна единица 2, барем ќе ги земете во предвид во буџетот за следниот буџет за следната година. Благодарам.